Некои општини 10 години не напишале решение за данок за граѓаните, а се соочуваат со огромни финансиски проблеми и практично се блокирани, изјави денес министерот за локална самоуправа Златко Перински. Имаме градоначалници кои што колектираат 100% од своите собствени извори на финансирање, но за жал имаме и општини кои што во изминатите 10 години немаат издадено ниту едно даночно решение. Затоа ние велиме, ќе понудиме рака, по не знам кој пат, ќе помогнеме да ги ажурираме базите на даночни обврзници и потоа ќе им ги ставиме на располагање за да можат да го зголемат својот инкам на своите буџетски сметки. Оние кои што нема да постапат согласно тоа, во периодот кој што ќе следи, најверојатно ќе бидат ограничени во делот на искористување на помош и поддршка од страна на централниот буџет заради тоа што не е соодветно постојано да барате од поголемиот брат помош финансиска кога вие не соодветно си ги колектирате сопствените извори на финансирање. Ова констатација е во контекст на големите проблеми во повеќето општини, поради што за општините денес Министерството за локална самоуправа го промовираше ресурсниот центар кој на општините им нуди шанса за подобро работење. Мислам дека овој концепт, овој проект беше насушно потребен, на крај на денот е сублимат од сите оние наталожени проблеми кои што ги тиштат градоначалниците на изминатите години и сметам дека навистина одлично е моделиран и дека ќе даде огромен придонес во развојот на локалните процеси и секако во балансираниот или рамномерниот регионален развој. Јас сум убеден дека општините ќе имаат додадена вредност во сопствената работа, посебно во делот на реализирање на проектите, надзор при реализација на истите проекти, одредени насоки како да се развиваат општините во иднина и заедно со оние проекти кои што се финансираат од страна на владата, убеден сум дека граѓаните ќе имаат подобри услови за живот и ќе добијат подобри услуги од страна на општините. Дали ресурсниот центар ќе ги реши општините од долговите? Оно што ние можеме да го ветиме како централна власт е тоа дека во сопочнување од 26 година од следната година ќе им ставиме на располагање ажурирани бази на даночни обврзници на локалните самоуправи преку кои што ќе можат посоодветно да се ги колектираат сопствените извори на финансирање. Она е тоа што може централната власт согласно процесот на децентрализација да го направи. Понатаму оставаме на успешноста на менаџирањето на градоначалниците бидејќи е нивна одговорноста да си ги располагаат сопствените буџети.